Скопјани се видно возбудени поради проектот за новиот Луна парк, а дрвата во градскиот парк не се толку многу возбудени. Прво затоа што се дрва, а второ затоа што ќе ги сечат. Како и да е, нашиот репортер имаше ексклузивна можност да проба и да се повози на некои од идните атракции. Така е. Директоре, кажете ми прво дали имате диплома по англиски? Ма си, por supuesto. Така е. Човек на место. Кажете ми што ќе правиме денес? Еве денеска имате ексклузивна можност малку да прошетаме и да го разгледаме нели нашиот нов Луна парк. Ова е сепак пилот, значи ова не е финално, не е довршено се. Меѓутоа ќе можете нели да видите и да испробате некои од нашите атракции од Луна парк. Така, кои се главните атракции во Луна паркот? Па видете, една од главните атракции е токму овој ролер костер на кој што сега се возиме и тој го носи името економски раст. Ова е всушност една голема удолница, така? Така Не се плаши, безбедно е! Безбедно е! Еве сега тука се спојуваат шините со следниот ролер костер, кој што се вика Јавен дол и сега одиме вртоглаво нагоре! Ова е мощно интересно за луѓето и селеници, значи македонци кои живеат надвор од државата и многу ретко доаѓаат, не се плаши, безбедно е. И многу ретко доаѓаат од дека. Веднаш после ова те носат во друга атракција која што се вика куќата на стравот. Еве сега моментално се наоѓаме во куќата на стравот, Миле Попјорданов. Значи, ова е таа куќа и тука е замислено Миле да имаме извршители. Па да имаме големи сметки за струја и за вода. Поготово за вода. Па после планираме тука да има јавување од банка. Па тука некаде да се појави Сорос. Страшно. Не се плаши. Значи, планираме да има и други бешти, и други вампири. Кузмане, не се плаши, јас сум со тебе. Значи, и исто така, планираме во нашиот Луна парк да направиме една огромна атракција. Значи, како што туристите нели одат во Пиза и се сликаат со кривата кула вака, сите нели на криво малку, ние тука планираме да направиме голема статуа на Бранко Црвенковски. Јас сум, Кузмане, јас сум. И таа статуа на Бранко Црвенковски ќе искосиме на 17,5 степени. Пошто Бранко е крив, нели? Така. А дали планирате да зачувате некои стари реквизити кои скопјани со носталгија ги паметат? Секако, како не. Ајде одиме понатаму, значи на следната атракција. Ајде, само право тука полека. Еве, како што можете да видите, значи го зачувавме старото вовче кое што скопјани го памтат, меѓутоа малку го модифициравме, од сега тоа вовче ќе вози само во еден правец кон Европа. А она старото автобусче и тоа ќе го сачуваме, само што ќе го направиме двоспратно. Ова не е страшно воопшто. Не е страшно, ова е за млади наменете, за кон Европа. Така, ви благодарам многу. Ништа. Студио?